Најпрво сакам да ви посакам успешен период, имајќи го предвид дека влегуваме во сезона на пожари, да посакам помалку работа, но да бидеме на висина на задачата, секогаш во служба на нашите граѓани, како локална самоуправа и понатаму ќе продолжиме да ги подобруваме условите и опремата со која што ќе делуваме, но и дополнително во координација со останатите територијални противпожарни единици, со Дирекцијата за заштита и спасување и со новоформираните доброволни противпожарни здруженија, да бидеме на висина на задачата да ги заштитиме и граѓаните, но и шумите со кои што располагаме. Се надевам дека оваа сезона ќе имаме помалку работа и сум сигурен дека согласно нашите логистички потенцијали ќе одговориме на висина на задачата. Дека ни е честит денот на пожарникарите и посакувам од година во година да бидеме поефикасни со модернизирани во условите и во опремата со која што располагаме. Тука, ќе гледаш ти провизија, ја мислам да добро не било. Може. Добро, почитувани медиуми, денес по повод меѓународниот ден на пожарникарството, сме овде во територијалната противпожарна единица да го честитаме овој ден, да посакаме во сезоната која што престои помалку работа, но припадниците на територијалната противпожарна единица да бидат на висина на задачата, да бидат во служба и сервис на граѓаните. Она која што е наша цел е во периодот кој што следи да продолжиме со промена на состојбите во насока на подобрување на и модернизирање со нова опрема, со нови возила, со подобрување на состојбата во рамки на територијалната противпожарна единица. Она која што сакам да го споделам како информација е дека во изминатите 4 години оваа локална власт успеа да обезбеди 5 возила, нови 5 возила на територијалната противпожарна единица и дополнително единици на опрема кои верувам дека служат во секојдневните обврски и услуги кои ги даваат припадниците на територијалната противпожарна единица. 2 камиони за шумски и урбани пожари набавивме и дополнително 3 теренски возила.
што навистина за еден краток временски период е голем исчекор, секако не застануваме овде, секако дека има потреба за дополнително модернизирање и подобрување на состојбите и кон тоа се стремиме, не смееме да се задоволиме со сето она кое што сме го постигнале, но исто така мораме да го потврдиме и она кое што сме го работиле во изминатиот период. Опремата, заштитната опрема и сето она кое што е приоритет ќе биде наша цел, еве како нешто кон кое се стремиме и во разговор со командирот на територијалната противпожарна единица е да набавиме едни скали, возило со скали кои ќе овозможат работа, третирање на висококатници, затоа што веќе конфигурацијата и објектите во нашиот град налагаат за таков тип на возило. Така да ова се нашите приоритети кон кои што ќе се стремиме. Посакувам уште еднаш помалку активност и работа, но кога ќе имаме повик да бидеме на висина на задачата. Најпрво сакам да ја честитам 20 мај, денот на пожарникарите, на сите колеги на Република Македонија, да ја посакам здравје, среќа и оваа година што помалку да имаме интервенции. Колку пожарникари имаме и колку е одговорна вашата работа? Во моментот територијалната противпожарна единица брои 28 професионални пожарникари кои во секое време се спремни да одговорат на сите предизвици. Во делот на опремата, како што спомна градоначалникот, значи за краток период набавени се нови возила, не застануваме тука. Се надевам дека за краток временски период ќе набавиме возило со скали која ни е неопходна. Како ја поминавте зимата, имајќи предвид дека имаше и пожари? За разлика од претходната година, оваа година бројот на интервенции е драстично намален, поготово на запалените оджаци. Дали може и за крај еден апел, секако започнува летната сезона, палењето на стрништа неизбежен дел малку. Како и секоја година, и оваа година, со почетокот на летната сезона, еден апел до граѓаните на општина Штип и општина Карбинци да внимаваат, да не ги палат своите стрништа и оние кои излегуваат на отворено да не палат оган. Благодарим.